Крајот на годишните одмори и средината на август вообичаено беше резервиран термин за старт за подготовките на новата учебна година. Тоа е на време од годината кога просечните семејства ги набавуваа сите потребни реквизити за стартот на учебната година. Нов ранец, нова облека, обновување на училишниот прибор. Но корона кризата значително ја смени состојбата оваа година, па на помалку од еден месец пред првото училишно звонче, доколку го има, ниту родителите, ниту учениците не знаат како ќе се спроведува наставата и дали децата треба да ги подготват за учење во училиште или дома, пред компјутер. Деновиве се води широка дебата на социјалните мрежи околу тоа дали е подобро образованието да продолжи од училниците или да се спроведува онлайн настава. Новаа тема истражување спроведе и првата детска амбасада Меѓаши, од каде денеска ги презентираа резултатите. Таму е колегата Александар Динев. Александар, што велат резултатите од истражувањето? Каков е ставот на родителите? Дали мнозинството е за класична или за онлайн настава? Александар, на 3 недели до почетокот на официјално новата учебна година, родителите се уште се во неизвестност дали и каква учебна година ќе има наредниот период поради состојбата со пандемијата со коронавирусот. И родителите, но и сите засегнати ја чекаат одлуката на Министерството за образование, како впрочем ќе изгледа новата учебна година 2020-2021. Во пресрет на одлуката, првата детска амбасада, како што најави ти, спроведе истражување да го слушнат ставот на родителите. Во живо во вестите точно напладне го имаме првиот човек на Меѓаши, Драги Змијанац. Господине Змијанац, што покажа анкетата на Меѓаши? Каква настава генерално сакаат родителите за нивните деца, пред се за безбедноста во новата учебна година? Она што нас лично не изненади, дека висок процент на 68,7% од вкупно 1003 испитаници се изјасниле за комбинирана настава, физичко присуство и онлайн. Од тоа 52,4% се спремни да ги пуштат децата секој ден во училиште и тоа според структурата на родителите, тоа се невработени и од приватниот сектор. Но исто така е многу важно да се нагласи дека високи 57,6% од испитаниците забележуваат негативни промени кај своите деца како последица од онлайн наставата. Ставот и перцепцијата на скоро половина, 47,3% од испитаниците е дека досегашната онлайн настава не вродува толку со квалитет во наставата и делумно се задоволни од изведувањето на наставата, и родителите од приватниот сектор забележуваат голем број на негативни промени кај децата 65,10%, а од јавниот сектор дури 57,9%. Најголем дел од испитаниците, вкупно 58,2%, смета дека нивните деца со онлайн наставата имаат подобри оцени, но помалку знаење. Кој е генералниот став на Меѓаши, еве, вие како прв човек на Меѓаши, каква настава треба да има апропо овие истражувања во однос на социјализација на децата, но од друга страна и здравје и безбедноста на децата? Ние секако сме загрижени и за едната и за другата можност. Едната има потешкоти околу социјализација, се создава отуѓеност, агресија, осаменост кај децата со онлайн наставата и не е толку посветена и квалитетна како што впрочем нагласив и очекувањата на родителите беа такви, а од друга страна, независно од бројот на родителите колку се спремни физички да ги пуштат децата или пак од комбинираниот пристап, сите подеднакво бараат да се почитуваат безбедносните мерки, протоколи, да има сигурност за да нема нови кластери. Она што евентуално Министерството за образование и наука може да го направи е таму каде што нема болни, во тие помали општини, каде што има и помал број на деца во класовите, може со сите протоколи и мерки да ја почне наставата физички со 10 до 15 деца во еден час со проветрување, дури може и на отворено во есенските и пролетните денови, а таму каде што едноставно има голем број на деца присутни, дури и со повеќе смени, ризикот е многу поголем и веројатно и очекуваат родителите онлайн наставата да биде поквалитетна, а да се обавуваат некакви форми на присуство на отворено во училишните дворови.
Но од друга страна го слушнавме процентот за онлайн наставата. Онлайн настава имавме и од март до јуни. Има ли услови во нашата држава да се одржува навистина добра онлайн настава и децата да се стекнат навистина со соодветно и адекватно образование? Има голем процент на родители кои се изјасниле дека имаат просторни услови, соодветни смарт телефони, децата дека имаат добар интернет. Но да не ги заборавиме социјално ранливите категории, на деца кои немаат просторни услови, немаат интернет, немаат лаптоп, ниту пак телефон за да можат да ја следат квалитетно онлайн наставата. Затоа сметам дека Министерството за образование и наука треба да изнајде начин од случај до случај како да го решава образованието да биде квалитетно, а не да земе една форма која ќе важи за сите општини и за сите структури на населението. Деновиве и на социјалните мрежи, конкретно на Facebook, се води широка дебата, има поделеност помеѓу родителите, но заеднички став и на едните кои се за онлайн настава и за другите кои се за физичко присуство, став и дилема околу носењето маски. Кој е ставот на меѓаши? Дали помалите деца, оние од прво до пето оделение, треба да носат маски, бидејќи маската е составен дел од протоколот кој го наложуваат здравствените власти за физичко присуство на децата во училиште? Јас колку што разбрав, тоа е дека подолго носење на маските знаат и штетно да делуваат по здравјето на децата. Што значи дека не е ни најдобра формула за физичко присуство и не знам ни колку може да се почитуваат овие мерки во подолг временски период. Иако Министерството, колку што прочитав, излегува со некакви формули на помал број на минутажа посветена во физичко присуство во училиштето, но пак ќе кажам, здравјето е пред се најважно. И во едниот и во другиот случај имаме проблеми околу здравјето на децата. И во училиште со носење на маски и онлайн настава со психофизичкиот раст и развој на децата. И двете се голем предизвик за Министерството. Сметам дека од случај до случај треба Министерството да постапи, дека не треба да има уедначена формула за сите деца во Македонија. Ви благодарам за овој разговор. Ќе остануваме да ја следиме состојбата, секако и конечниот став на надлежните од Министерството за образование. Навистина се исправени пред голема дилема каква одлука да донесат. Од една страна да не се запостави образовниот процес на децата, но од друга страна исто така да не се загрози здравјето на најмладите, што е впрочем и поважно. Александар? Александар, ти благодарам. Многу дилеми, но и многу корисни податоци кои што Министерството за образование може да ги земе предвид.